дојдовте во новото издание на подкастот Живот во зелено. Енергетската ефикасност е денеска тема во која во следните 20 на 30 на можеби 40 минути ќе поразговараме и ќе се обидеме да ви ги објасниме предностите на енергетската ефикасност. Хабитат Македонија е можеби единствената организација во светот, а кај нас сигурно, која се занимава со изградба на станбени објекти. Тоа е непрофитна организација посветена на обезбедување едноставни, пристојни и пристапни решенија за живеалишта на оние што живеат во услови на сиромаштија. Но обезбедување дом на сиромашните не е единствената задача и цел на оваа организација, туку тие живеалишта да ги направат и енергетски ефикасни, односно луѓето кои живеат во нив да имаат што помали трошоци за живењето. По тој повод денеска гостин во нашиот подкаст е Лиљана Алчева, програмски директор на Хабитат Македонија. Чест ми е што ве имам во овој подкаст, добре ни дојдовте. Дали сум во право кога го кажа сето ова во најавата? Да, и може би уште да додадеме дека Хабитат Македонија е единствената организација која што во Македонија работи со енергетска ефикасност на стамбените згради, гледајќи ја стамбената зграда како целина. Да, тоа ќе го поразговараме сега во следните минути и ќе се обидеме да разјасниме што значи во стамбена зграда како целина, а зошто не, на пример, индивидуален дом како куќа. Најпрво, што е енергетска ефикасност? Во дефиницијата за тоа што значи енергетска ефикасност е доста широка и јас во случајов би се фокусирала на тоа што значи за едно домаќинство, бидејќи Хабитат Македонија работи со домаќинствата. Тоа значи да ги направат условите во домот и да го прилагодат своето однесување така да потрошувачката на енергија биде што е можно помала, а со тоа ако направат помала потрошувачка на енергија да имаат заштеди во семејниот буџет. Ајде да се вратиме малку назад. Хабитат Македонија го почна својот проект во земјава некаде пред 15 на години, 2008, ако не се лажем. Како почна развојот на свеста дека ова на што го правите треба да биде и енергетски ефикасно? Верувам дека на почетокот не се гледало толку на овие параметри. Хабитат е формиран 2005 година и со првите програми кои што започна беа програми кои што беа за поправки и реновирање на домовите. Бидејќи во тоа време многу семејствата со ниски приходи многу малку можеа да дојдат до заеми за да ги обноват домовите. Се сеќаваме сите, мислам доволно сме возрастни да го памтиме тоа време, дека има многу недовршени куќи, луѓе кои што живеат во стамбени згради, а не можат да ги реновираат објектите, и прво започнавме, одговарајќи на таа потреба во општеството, започнавме со обезбедување на такви заеми, поволни заеми, да можат овие семејства кои што немаат пристап до комерцијалните заеми, да можат да добијат заеми да си ги подобрат условите на домување. Како се развиваше таа програма, после тоа се наметна потребата, ние континуирано ги следиме потребите на семејствата со ниски приходи, така таа е нашата целна група. Тоа се семејства или луѓе кои што се економски активни, остваруваат некакви приходи, но не можат да се квалификуваат за да добијат заеми од комерцијалните банки. Следејќи ги потребите на овие луѓе, дојдовме до ситуација да видиме дека на нив им е потребно да се направат домовите ефикасни, енергетско ефикасни, и дека со таа енергетска ефикасност ќе се направи заштеда на семејниот буџет. И дури нашите пресметки кога разговараме со луѓето за да ги убедиме или да им објасниме како и зошто треба да направат енергетско ефикасна фасада, например, е во тоа дека за одреден период она што ќе го направат како заштеда од потрошувачката на енергија фактички можат да го инвестираат во енергетска ефикасност, а со инвестицијата ќе можат да продолжат и понатаму да ги користат бенефитите од тоа што ќе го направат.
Сега да се вратам на прашањето, ние почнавме првата програма со стамбениве згради, ја почнавме во 2009 година со општина Карпош. Општина Карпош обезбедуваше енергетско ефикасни фасади за стамбените згради, а Хабитат учествуваше со заеми за семејствата за реновирање и промена на прозорците и балконските врати. И така почна приказна, се покажа дека семејствата имаат потреба од тоа, се покажа дека и општината ги обнови клучните згради, учествуваше со дел од буџетот, ги мотивираше станарите да почнат да размислуваат и така започна со реновирањето. За да сега стигнеме до бројка на 72 реновирани згради во 5 општини во Македонија. 72 згради. Рековте, присутни сте во Велес, мислам дека од самиот почеток на вашето постоење тука во Македонија. Што велат станарите, оние кои долги години веќе живеат тука, колку им се намалени трошоците во однос на она што порано во енергетски неефикасните станови каде што живееле ги плаќале? Вака, ние во Велес имаме работиме од 2008 година, кога е направена населбата Хабитат, која што се наоѓа во тунел 2 населбата. Таму имаме изградено 6 стамбени згради кои што имаат енергетско ефикасни елементи, меѓутоа тие се згради кои што и семејствата кои што живеат во нив се друга програма на Хабитат. Во Велес во рамките на овие програми за енергетска ефикасност и реновирање немаме направено реновирање на стамбена зграда, имаме направено реновирање на покрив на стамбена зграда. Во Велес тоа се сите ново изградени стамбени објекти. Користени се енергетски ефикасни градежни материјали. Да. Тие се меѓутоа таму не можеме да ја направиме таа споредба колку би била за штедата. Овде би сакала повеќе да зборувам за стамбени згради кои што се стари, изградени, неефикасни. И се направено со реновирањето се постигнати заштеди до 40%. Ако луѓето од топлинската енергија која што користат, бидејќи тоа се мереше, еве еден пример во општина Аеродром, да кажам, реновирана е стамбената зграда, семејството кое што живее на приземјето, иако зградата е приклучена на парно грејење, плаќало за струја, дополнително ги загревало просториите, плаќало за струја околу 3000 денари. По завршувањето на реновирањето на фасадата ни ги покажаа сметките за струја, кои што изнесува 1300 денари. Тоа е повеќе од 40%. Да, тоа е повеќе од... Тоа е 60-70%. Да, меѓутоа, они немале потреба, поголем дел од струјата ја трошеле за загревање и догревање на просториите, а овој дел, нели, за другите потреби што го трошеле, останал ист. Така да, ова се мерки кои што ги препорачуваме да се направат во било кое домакинство. И сега работата е што за индивидуалните домакинства е многу поедноставно да тоа целото се направи. Зошто? Затоа што има еден сопственик. Значи, куќата си има еден сопственик и тој одлучува како и што сака да направи со сопствениот имот. Кога станува збор за стамбена зграда, ако има 30 станови, имаме 30 сопственици. Треба да се каже дека 98% од стамбениот фонд во Македонија е во приватна сопственост. Негде се среќава податок 96, меѓутоа и 96 да е прилично висок степен. Тоа значи дека секој стан има свој сопственик, а не зградата. Да. И сега кога ќе се пристапи кон таа зграда за да се реновира, вие имате работа со секој посебно. Заедниците на сопственици функционираат или има зградата свој управител, меѓутоа процесот на донесување на одлуки, без разлика дали е зградата управувана или не е управувана, е доста комплициран и тежок. А самиот зафат за реновирање на фасадата на заедничките делови во стамбената зграда, вклучително и покривот, е нешто што треба да се сложат сите
и сите да бидат доволно финансиски способни да можат да ги поднесат трошоците. Но предпоставувам дека овде вие им објаснувате на луѓето кои се предностите во влегување во една таква инвестиција. Како луѓето го прифаќаат тоа дека енергетски вложувањето во енергетската ефикасност можеби на почетокот изгледа некаков издаток, но многу брзо тоа се враќа и се чувствува на домашниот буџет. Ке направам една споредба, значи за тоа каква е свеста кај луѓето, сега е веќе доволно развиена и имаме ситуации да самите станари доаѓаат како представници на куќни совети и бараат како би течал тој процес и повеќе информации, бараат и да се извршат одредени мерења во зградата за да може посоодветно да се направи да се направат мерките за енергетска ефикасност. Вие го правите и тоа, значи? Да. Со тоа што мерењето нормално ги зголемува трошоците, па сега има тука различни варијанти. Но претходно ќе ви кажам еден пример. Во 2010 година бевме дел од еден така наречен демонстрацијски проект, каде што требаше да се изберат 3 згради на 3 различни локации и секоја зграда да има различен тип на грејење за да може да се демонстрира дека со енергетската ефикасност ќе се направат одреден процент на заштеди. Во двете згради успеавме да го направиме тоа, во една зграда станарите и покрај бидејќи се беше бесплатно, значи не мораа да дадат никакви сопствени средства, не се сложија да се заврши проектот. Кое беше образложението, зашто? Дека не сакаат да го нарушуваат комодитетот. Знаете, кога се менува кров, кога има градежни активности, едноставно имаш се растура секојдневното живење, не го живееш еден одреден период животот како што си се навикнал. И тоа ни беше за нас голем удар во тој момент и многу разговаравме со тимот, но после тоа веќе се смени целата таа ситуација и во тоа многу придонесе и енергетската криза, и зголемувањето на цената на струјата и медиумите кои што зборуваат на оваа тема, па луѓето им е подостапно да слушнат и да разберат. Кога го слушнале неколку пати, обрнуваат и повеќе внимание кога ќе го слушнат повторно. Една од функциите и на нашиот подкаст е токму тоа. Сакам да ве прашам, ги спомнуваме стамбените згради, што е со индивидуалните куќи? Дали собствениците на куќите можат да ве контактираат и да ги користат вашите услуги? Да, можат, меѓутоа тоа се друг тип на заеми. Бидејќи овдека со стамбените згради се бара повеќе посветеност во тие социјалните контакти, комуникација со луѓето, ние имаме посебна програма енергетско ефикасни домови, која што е насочена кон стамбените згради. Покрај тоа што обезбедуваме заеми за да се реновира зградата, поволни заеми за семејствата, ние ги прилагодуваме заемите согласно потребите на поголем дел од станарите од стамбената зграда, обезбедуваме контакти со општината, па некои општини обезбедуваат и субвенции за да ги мотивираат станарите. Сега за индивидуалните куќи, тие заеми одат преку нашите микрофинансиски партнери, Можности и Хоризонти, имаме такви заеми. Меѓутоа тоа сметаме дека е доста поедноставно. Значи таму кредитниот службеник си ја прави анализата, ги гледа условите во домот, го одобрува заемот и си оди полесно целата работа. Проблемот е во стамбените згради. Затоа и го почнавме подкаст со тоа. Добро, верувам дека ќе освестиме макар еден гледач кој не гледа и сме успеале во тоа доколку го направиме. Ајде да им објасниме на гледачите како да ја почнат процедурата. Треба да ве побараат, вие потоа правите анализа на објектот каде што луѓето живеат и кој би бил тој издаток? Можеме ли да ни кажете за некои 50 на квадрати станбен простор, колку би чинела енергетската ефикасност на еден стан кој пред тоа има, не знам, дрвени прозорци обични, има ништо енергетски ефикасно. Така. Значи,
Постапката прво треба да се донесат станарите одлука на собрание на зградата, на станарите на зградата и без разлика дали имаат форма на управување управител или се заедница на собственици на станари, ние стимулираме да биде организирана формата на управување, меѓутоа и да се и некој иницијативен одбор кој што сака тоа да го направи во стамбената зграда не е никаков проблем. Меѓутоа треба да имаат начална согласност од станарите дека сакаат таа работа да се направи. Се обраќаат кај нас, ние потоа им овозможуваме, им ги даваме сите потребни документи што им се потребни, што им требаат за да дојдат до одлука на ниво на совет на станари. И им помагаме и во тој процес. Дури ако треба и ако, например, многу често го користиме тој модел да општината обезбедува субвенции од 20 или 30%, па и во соработка со општината организираме информативни сесии каде што доаѓаат станарите, имаме еден вид на калкулатор, им пресметуваме од прилика колку тоа ќе изнесува за нивната зграда. За да го подобриме овој процес, ама тоа можам и покасно подетално да го објаснам, ние направивме и регистар на стамбени згради и управители. Да. И тој регистар на стамбени згради дава одредени можности, секој може да ја види зградата во која што живее, во тие места каде што е направен регистарот, во 35 градови во Македонија, и да види од прилика колкава, што тоа би значило кога би се реновирала таа зграда. Во регистарот содржи до 98 параметри за секоја повеќе семина стамбена зграда. Прочитав пред да почнам емисијата околу тоа. Во 33 општини некаде прочитав дека тоа сте го направиле затоа што сте увиделе дека државата тоа не го направила и дека тоа недостасувало. Да. Имате корист од регистарот? Колку сте задоволни од тоа? Како ви помогна регистарот? Да. Сега имаме корист само ние и некои ретки луѓе кои што знаат за регистарот и ни се обраќаат за да ги искористат податоците. Ние имаме корист затоа што сите пресметки за нови проекти, нови активности ги правиме врз основа на овој регистар. Исто така, пресметки за некои згради кои што може да се јават, можеме да ги направиме врз основа на тие параметри. Меѓутоа, сепак, основа за заемот кој што треба да го подигне стамбената зграда е проектот за зградата, за реновирање на зградата, кој што содржи точни податоци. Значи, регистарот може да варира. Но ова значи дека секој граѓанин може од прилика да со помош на регистарот да пресмета колку ќе чини тоа. Ова е многу корисна информација како да се најде регистарот. Регистарот го има на веб страната Домување ОРГМК. И може со кликање на регистарот да се пристапи, а доколку се потребни подетални податоци, може да се испрати мејл до Хабитат, има објаснето на веб страната и да се добие пристап на второ ниво во регистарот. А вака сега кога ќе се влези, ние направивме врз основа на регистарот и веб алатка со која што ќе можат секој може да пристапи до зградата и да види. Во ред. Алчева, живееме во време кога се повеќе се зборува за трансформација на енергијата од она стандардна од фосилни извори во обновливи извори на енергија. Колку вие во реновирањето на становите ги користите овие извори? Дали се користат некаде? Пред подкастот поразговаравме дека најновите трендови укажуваат дека и граѓаните во своите станови веќе почнуваат треба да почнат да користат или се појавуваат апарати за домаќинството кои работат на обновливи извори. Ова е сега следниот предизвик со кој што Хабитат Македонија ќе се справува, ќе се соочи, употребата на обновливи извори во домаќинствата. Тоа е една област која што е барем кај нас недоволно испитана и истражена. Ние започнавме пред неколку месеци проект Sunrise, каде што едно германско искуство во употреба на така наречени плаг-ин соларни панели ќе треба да го пренесеме кај нас.
Се уште сме во фаза на идентификација, подготовки на некои анализи и документи, вклучување на сите засегнати страни, меѓутоа идејата ни е да ја испитаме таа можност од сите аспекти и да можеме на граѓаните да им понудиме еден готов производ. Ние го имаме сега искуството од Германија, но колку и како е тоа применливо кај нас, ќе треба да го направиме и да видиме. Тоа е голема можност за граѓаните за таа така наречена децентрализираност на децентрализација на енергијата, на енергетскиот систем, меѓутоа за да тоа се случи е потребно вклучување на сите засегнати страни. Ние сега во моментов не знаеме, например, јас не знам, што би значило тоа кога едно семејство ќе постави таков панел во неговиот стан, на неговиот балкон и ќе ја внесе електричната енергија во дом. Ќе направи инпут, да. И што тоа ќе значи за домаќинството, што тоа ќе значи за електричната мрежа, какво броило треба да има, кој тоа ќе го постави, колку тоа ќе чини, значи има многу неодговорени прашања кои што ние се надевам дека со овој проект ќе пробаме да ги одговориме и ќе ги одговориме. Така, пред некој ден ми рековте се вративте од Братислава, таму учествувавте на Сифори форумот, така се форум на кој чија главна тема беше енергетската ефикасност. Кои се најновите трендови во Европа и во светот? Она што мене ми остави впечаток на форумот за енергетска ефикасност на Централна и Источна Европа е дека државите и владите на државите од Централна и Источна Европа се мачат со постигнувањето на таргетите кои што се поставени со разните договори, агенди, зелени агенди и така натаму. Впечаток ми е дека таргетите се премногу високи, а временската рамка за нивно постигнување е кратка и во овие услови во кои што се наоѓаат главно посткомунистичките земји, постсоцијалистичките, како и да ги наречеме, е многу тешко да се постигнат тие. Представуваат проблем дури и за западноевропските земји. Исто така ми остави впечаток тоа дека проблемот не се гледа сеопфатно. Значи се гледа само од една страна, или од економската страна, или од еколошката страна, или од социјалната страна, а за да се постигне успех и за да се зачува и животната средина, ама едновремено да има и развој и квалитетен живот, потребно е сите аспекти да бидат земени предвид и не така стрмоглаво да се турка некоја програма која што треба да биде прифатена и од сите граѓани. Така што мислам дека треба малку да се запре со постигнување на таргетите, не да се запре да се работи, него да се запре тој говор и во медиумите и во јавниот живот дека имаме таргети, треба да ги постигнеме. Да, имаме таргети, треба да ги постигнеме, ама треба да видиме како најцелисходно да ги постигнеме. Да, а не со глава од зид па да направиме тоа да биде само тренд, а ефектите да не бидат видливи. Сакам да се вратиме на она што на почетокот го зборувавме. Енергетската ефикасност во еден дом или во една зграда се прави преку, не знам, освен промена на прозори и на врати и преку фасади. Друго? Покрив, промена на покривот, подот. Во главном тие се мерките кои што се најзастапени кај нас. Сега и тука има... Колкав е трошокот? Сакам да не морате да ми кажете точна сума, меѓутоа ве прашав предеска 50 на квадрати стан. Колку би го чинел станарот сета оваа интервенција? Па ние може да кажете од до, не мора. Да, јас сега не знам во моментов нели цените се зголемуваат постојано, дали е тоа голем трошок, тоа ми е целта на. Па од прилика од 2.500 до 3.000 евра по стан. Што не е премногу голем трошок со оглед на тоа, ако го имаме предвид фактот дека ќе се заштедат, не знам, 40%, тоа е инвестиција која што, не знам, за 2 години би можело да биде исплатива, 2 до 3 години. Дури ние гледаме и да ова ратата што треба да ја отплаќаат станарите, а тоа не и на биде рати, така? Да, не биде, значи за фасадите заемите се подолгорочни, над 5 години, за прозорци и врати се до 3 години и обично тоа функционира, не е тоа голем издаток на месечно ниво за семејниот буџет, поготово па ако се греат на струја или на дрва,
во тој случај луѓето директно ја гледаат за штедата, ќе ја направат фасадата и со мерења се потврдило дека има заштеда за 40. Колку општините го следат овој ваш проект? Има општини кои даваат субвенции за енергетска ефикасност и промена на, не знам, прозори и така натаму? Само за заедничките делови даваат општините и тоа е во ред за да се стимулираат станарите. И повторно ќе кажеме, некако собствениците на куќи се Неправдани. во неправдена положба, да. Реагираат и собствениците на приватни куќи, но треба да се земе предвид дека сепак општината има оправданост да помогне при реновирањето на една или две или три стамбени згради на низината територија, за да може да ги мотивира станарите, затоа што ова информација и бенефитите од корисноста од реновирањето, енергетското ефикасно реновирање, најлесно се пренесува помеѓу луѓето. И во тој случај мислам дека е добро да се стимулираат. Меѓутоа, ако го земеме предвид дека општинскиот буџет не е неограничен и дека таа е многу мала сума, а на територија на општина Велес, сега не ме држете за збор, ама ќе провериме во регистарот, има 286 стамбени згради, колку може и општината да има добра волја да поддржи, колку може од буџетот на општината да помогне на овие стамбени. Може на 2, на 3 стамбени згради да се поддржи. Ги користиме ли доволно европските фондови? Дали тие ни се пристапни прво и дали ако се пристапни ги користиме во доволна мера? Европските фондови, во главном проектите на кои што Хабитат Македонија работи се или од USAID финансирани или се финансирани од европските фондови. Конкретно во моментов спроведуваме 3 проекти од програмата Хоризонт 2020. Ако овде сега ме прашувате, ги искористуваме, ама и недоволно. И може дали државата ги користи? Вие како невладина организација сигурно вие во интерес да што повеќе да имате пристап до што повеќе фондови и сте мотивирани да работите. Дали државата ги следи фондовите кои нив им припаѓаат на општините или на Еве сега, например, ќе кажам пример, дека добивме државата, не знам колку, не можам да кажам, значи не знам, меѓутоа еден однос кон проектите од финансирани од Европска Унија, ќе ви го илустрирам со пример. Пред 2 месеци добивме известување дека Хабитат Македонија, учествувајќи во конзорциуми со уште по 10 на други организации, победи на програмата LIFE и доби 2 проекти во вкупен износ само за нас, значи само за Хабитат Македонија, околу 350 или 360 илјади евра. Тие се големи проекти, по 1,5 – 2 милиони евра. Меѓутоа, владата не платила такса за програмата LIFE и ние сме сега исклучени при добиен проект, не можеме да ги користиме средствата. Знам дека и други организации се наоѓаат во слична програма. Односот, кога го поставивме ова прашање како да го решиме, беше аплицирајте на следниот конкурс. Меѓутоа, тоа не е баш така. Значи, за тие конкурси кога се аплицира, се прават конзорциуми. Ние фактички сега сме излегле нефери спрема нашите партнери во конзорциумот. Да, ќе се обидеме да побараме одговор на овие прашања во дебатите кои ги подготвуваме во рамките на овој наш проект. Сакам да ја прашам дали расте интересот кај граѓаните, посебно после енергетската криза. Дали енергетската криза го зголеми интересот и за ваквите проекти, но и за заштеда на електрична енергија, бидејќи знаеме лани каква цена на струјата имаше, каква цена на гасот имавме. Јас сега, баш денеска го завршував годишниот извештај за 2022 и ако споредуваме за Хабитат Македонија, ако споредуваме во однос на заемите кои што се дадени претходните години, оваа година имаме ист број на заеми.
Дури можам да забележам многу мало опаѓање, тоа е во некои 2-3%, меѓутоа имаме некое стабилно кредитно портфолио во последниве неколку години. Ако судам спрема тоа колку луѓе доаѓаат во канцеларијата и колку зборуваат за тоа и колку ме прашуваат, мислам дека интересот е зголемен. Меѓутоа кога ќе дојде до реализација останува на исто ниво, затоа што може да има интерес, меѓутоа условите социоекономската состојба на семејствата е влошена. И ова што го спомнавме предходно со проблемите со стамбените згради, со согласностите, веројатно рековте тоа дека ви е најголемиот проблем. Што е друго интересно, а што не споменавме, а што сметате дека е вредно да се спомне? Па во однос, мислам дека не ја кажавме целата постапка како оди за тоа, мислам дека ќе им биде не ја довршив. Мислам дека тоа ќе им биде корисно на гледачите, слушателите. Значи, од кога они ќе ја добијат согласност, меѓусебно ќе се договорат и ќе имаат еден вид на меѓусебна согласност, ќе дојдат кај нас. Ние им ги даваме сите потребни документи што треба да ги изгласаат и да ги донесат и одлуки да ги донесат на ниво на совет на станари. Потоа треба да се направи точна пресметка за тоа колку ќе чини реновирањето на таа стамбена зграда, кои мерки треба да се преземат и врз основа на таа пресметка и тој план се прави кредитниот продукт, се дизајнира. Може во стамбената зграда да има луѓе кои што не сакаат да земат кредит. Што во тој случај? Во тој случај тие си плаќаат наеднаш, од кога ќе се заврши интервенцијата, а тие што сакаат да земат кредит, ја минат постапката на земање на кредит, се проверува кредитоспособноста на секој кредитобарател и потоа они треба на ниво на заедница на сопственици или на совет на станари да си изберат фирма која што ќе, бидејќи се тие инвеститори, во случај ако општината ја финансира зградата, реновирањето на фасадата, општината ја бира фирмата и си одбираат фирма и тие се започнува со реконструкцијата. По доставување на завршна ситуација, како се вика, треба да ние и плаќаме на фирмата, ние имаме склучено договор со фирмата, а станарите го отплаќаат заемот кон нас. Ова е еден од најчесто употребуваните финансиски модели за реновирање на стамбени згради. Постојат и други модели, например фирма која што сака да инвестира во некоја стамбена зграда може да се јави кај нас, да добие кумулативен заем, па потоа фирмата да им даде на рати на станарите. Тоа претходно и така почнавме со реновирањето на прозорците, меѓутоа сега фирмите поретко влегуваат во таков аранжман, затоа што па и комерцијалните банки од друга страна полесно даваат заеми за промена на прозорци и балконски врати. Тоа е. Што со оние станари кои не сакаат да влезат во проектот? Сега ако се во голем број, ние викаме... Вие спомнавте некој процент, до колку процент? По законот за домување е 51%. Праксата покажува дека ако не се сложат сите, или 90% од нив, не може да се направи реновирањето на зградата. Бидејќи како ќе направите фасада ако првиот и вториот кат сакаат, а следните три не сакаат, па потоа повторно имате... Обично сме имале неколку ситуации во таков случај. Например, ако тие станари кои што обично еден или двајца не се во состојба да ги поднесат тие трошоци, солидарно станарите се договараат и ги плаќаат трошоците за тој стан, ги распределуваат на сите. Имало такви случаи, малку потешко, меѓутоа имаме во Прилеп имаме таков случај. Значи може нешто такво да се направи. Има случаи каде што станарите ја реновираат, па потоа ги тужат. Значи се води постапка, затоа што таа одлука е донесена на ниво на зграда на 51%, имаат право по закон. Тоа е долготрајна процедура и многу луѓе не се одлучуваат на тоа и нели се нарушуваат. Треба да се скараат соседите меѓу себе. И обично не се реновира. Ако не се сложат сите, не се реновира. Така. Имате многу такви случаи со оглед на тоа што ова е Македонија?
Па имало случаи и тоа да ви кажам за нас представува и своевиден трошок затоа што ние ја поминуваме целата постапка, луѓето се ангажирани околу тоа и ќе дојде до моментот кога треба да се финансира фактички, тогаш не стану. И се додека имавме проекти кои што ги покриваат тие наши трошоци, тоа можеше да се поднесе убедување на станарите и така натаму. Сега веќе останува на самите станари. Што е со флуктуирачките цени на градежните материјали? Можеби сега малку се во стагнација, дури некои цени паѓаат, но имавме ситуација кога дневно се менуваа и се покачуваат цените, а вие на пример имате подпишано договор со станарите на таа цена. Имавте загуби или? Па не се сеќавам за некој конкретен проблем таков, оти тоа беше додека траеше и пандемијата, во главном оваа состојба што ја кажувате. Тогаш мислам дека и немаше некаква стамбена зграда, имавме проблем со становите што ги градиме во Велес, каде што додека се завршуваше 6-та зграда, се зголемија цените за тоа и цената се зголеми. Меѓутоа тука беше веќе по јасна ситуација, почиста ситуација, да кажам. Се однесуваше на нас, а не да бевме посредници во однос на некои други. Алчева, мислам дека ја исцрпивме темата, ги запознавме граѓаните со она што вие го работите, со вашата, би рекол, и хуманитарна мисија, бидејќи Хабитат, меѓу другото, е и хуманитарна организација. Ви благодарам на ова гостување во нашиот подкаст Живот во зелено и се гледаме во некоја следна прилика. Ви благодарам и вам за можноста да поразговараме на оваа тема. Мислам дека е многу важно да се зборува и да се опфати темата од сите аспекти, како што кажавме и претходно, и ви благодарам за интерес. А вам ви благодарам исто така што не гледавте. Се гледаме во следната епизода од подкастот Живот во зелено. Пријатно!